Добро вечер, започнуваме со дневникот на Канал Плюс телевизија. Веднаш по кратката најава за дел од настаните на денот. Осумина полицајци загинаа, на 30 припадници на македонските полициски сили се повредени во вчерашната акција во Куманово. Македонија е завиена во црно. Денес и утре е ден на жалост. Со голем црковно народен собир денеска се отвори новиот храм Покров на Пресвета Богородица во Штипско Ново село, или кај народот позната како Покровита Богородица. Подготовки на пензионерите од Пијаничкиот регион за пензионерските регионални спортски игри. Годинева домаќин на пензионерските регионални спортски игри ќе биде општина Македонска Каменица. Осумина полицајци загинаа, над 30 припадници на македонските полициски сили се повредени во вчерашната акција во Куманово, објави Министерството за внатрешни работи. Премиерот Груевски на денешната пресконференција изјави дека македонската полиција имаше досега најсложената, најтешката и најкомплицирана операција. Македонија е завиена во црно. Денес и утре се денови на жалост. Една од најопасните терористички групи која изминативе години беше инволвирана во бројни напади и представуваше закана по безбедноста на граѓаните на Република Македонија, целосно е неутрализирана и елиминирана. Оваа вооружена терористичка група, која е илегално влегла од една соседна држава, вчера изутрина во околу 5 часот жестоко возврати на специјалните единици кои се обидоа да го спроведат планот од акцијата. По 28 часа вооружен судир, 8 припадници на безбедносните сили ги положија своите животи. Премиерот Груевски на денешната пресконференција изрази својата жал и почит кон хероите. Вчера и утрово, во речиси непрекината 28 часовна борба, според кажувањата на стручните лица во Министерството за внатрешни работи, со подолг стаж, команданти на единиците и лица кои биле активни и за време на борбените действија во 2001 година. Македонската полиција имаше досега најтешката, најсложената и најкомплицираната операција. Активноста која крајно професионално, одговорно и посветено ја раководеа професионалците во МВР и во која македонската полиција, составена од полицајци од сите етнички и верски групи, вклучувајќи покрај македонци и албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власи и други етнички заедници, изведе високо професионална, патриотска и херојска акција, со која успеа да ги неутрализира терористите кои планираа масовни убиства во Македонија, со цел незина дестабилизација. За жал, 8 полицајци ги загубија животите. Сашо Самојловски, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Исамедин Османи, Љубиша Арангеловиќ, Горан Стојменовиќ, Жарко Кузмановски и Ненад Серафимовски се имињата на загинатите бранители. И во оваа прилика го изразувам моето длабоко сочувство до нивните семејства, колеги и пријатели. Загубивме 8 луѓе, кои заедно со нивните колеги, полицајци, спречија убиства можеби на 8000 луѓе. Свалај. Нивниот патриотизам и херојство ќе биде пример и водилка на многу наредни генерации. Нивната жртва нема да се заборави. 30 припадници на безбедносните сили се хоспитализирани, а премиерот подеднакво им укажа благодарност за нивното дело. Сакам и ним, како и на загинатите, да им изразам јавно почит и благодарност. Исто така, дозволете јавно да се заблагодарам и да честитам на сите припадници на полицијата, кои вчера и денес утрово учествуваа во оваа активност, која, како што кажав, професионалните лица со кои вчера имав комуникација ја оценија за најтешка, најкомплицирана и најсериозна операција на
полициските сили на Република Македонија. До сега. Премиерот Груевски упати благодарности до граѓаните од сите етникуми и вери, кои покрај големиот гнев и болка не повлекоа чекори за дополнително услужување на состојбата. Денес и утре се денови на жалост во Македонија. Во 28-часовната непрекидна борба на врвни професионалци на Министерството за внатрешни работи и терористичката група, животот го положија 8 припадници на полицијата, а денес низ повеќе градови во Македонија на плоштадите се палеа свеки за да се оддаде почит и вечна слава. И Штип денес на плоштадот Слобода со палење на свеки граѓаните упатија последен поздрав за 8 загинати бранители. Македонија жали за своите синови. Денеска беше осветувањето и отворањето на новата црква Покровита Богородица во Новосело. Новиот храм кој се градеше 2 години е донација на семејството Миладинови од Штип. Со голем црковно народен собир денеска се отвори новиот храм Покров на Пресвета Богородица во Штипско Новосело или кај народот позната како Покровита Богородица. Осветувањето и отворањето на новата црква Покровита Богородица е изградена со донација на Сашо Миладинов, собственик на конфекцијата Албатрос и неговото семејство, кој воедно денеска прават и крштевка на внукот. Новиот храм кој 2 години се градеше на локацијата во Новосело, каде што местото беше рујнатина, денес има специфична архитектура, каде православните граѓани ќе можат да доаѓаат, се молат и ги слушаат црковните богослужби. Ова е велелепно, ова нема поубаво, не може да биде. Крајно задоволни. Нема поубаво од ова. Презадоволни со ово што го направија сега, иначе беше многу руинирано и сега е од убаво по убаво. Ќе доаѓате ли често? Доаѓаме, ние сме тука комшии. Ја остапио двор, половината двор е мој. Да логу на црквата. Јас сум и тука роден, но селе сум. Многу убаво направено. Доаѓаме како не. Црквата Покров на Пресвета Богородица е изградена од 9 врвни мајстори кои доаѓаат од Мала Преспа. Ова црква се изгради за 2,5 години. И како беше? Многу убаво се работеше. Нормално, убаво, кој што се гледате како е направена и сега градим и други цркви. Материјалот е поспецифичен, има некој камен што овде подобро се работи. Може да го работиш како што сакаш, да се сечи, да се делкат. Има некои работи, па другото, мешајнето цигла и камен, тоа е многу убаво, идит старовремско, поубаво изгледа и тоа е. Сепак специфичноста на работењето е и во желбата и љубовта во занаетот. По специфично во градењето на црквите се сводоите, куполата, тие се макотрпни работи што мора да се внимава убаво за да дојди сводоите, тие кругоите многу убаво внатре во куполата, надвор сводоите, симсоите, за све треба да се внимава. Има некои детали, тие се најдоброто, тие му дава изглед на работата и тоа е треба најпоќе внимание и желба за работа. Мајсторствата на каменорезците може да се видат во повеќе градови во Македонија. Со умешноста на рацете на овие мајстори се гради и црквата Цар Константин Царица Елена во населбата Балканска и изградбата е на самиот крај, додека во Виница ја започнуваат изградбата на новата црква. Подготовки за пензионерите од Пијанечкиот регион за пензионерските регионални спортски игри. Годинава домаќин на пензионерските регионални спортски игри ќе биде општината Македонска Каменица. Пензионерите од Пијанечкиот регион во подготовки за учество на регионалните пензионерски спортски игри, чиј домаќин годинава е Сдруженијето на пензионери од Македонска Каменица. За таа цел пензионерите од Делчево, кои екипираат составот на учесниците во спортските дисциплини кои во минатото знаеа да им донесат завидни резултати, особено во дисциплините влечење јажи и фрлање ѓуле. Почна пријавувањето на членовите кои ќе учествуват во тие спортски надпревари, така да ние ќе одржи состанок со извршниот одбор и тога ќе бидат тачно определени на секоја комисија како носители преседателите, а ќе бидат задолжени да ги докомплетират со другите членове
Секоја комисија ќе се состои од 3 па до 5 во зависност од активностите и големината на самите спортски надпреви кои ќе се одржат. Припремите ќе трајат околу 1 месец. Кога сме кај Сдруженијето на пензионери од Делчево, пензионерскиот огранок Ново Делчево ги доби и преостанатите 5 делегати кои што влегува во состав на пензионерското собрание. И тоа Муцунски Борис, Каладжиски Петар, Марков Иван, Иванов Ѓорѓи и Димитровска Слободанка. Овие се званично со избрани и потврден мандат за 4 години. Инаку новоизбраниот председател на делчевските пензионери Моне Ѓоргиевски за Канал Плюс меѓу другото изјави дека во рамки на неговиот 4 годишен мандат ќе се залага за отворање на нов дом за стари лица во Делчево. Општина Пехчево ќе добие ново детско игралиште. Иницијативата за изградба на игралиштето е на граѓаните, а средствата за реализација на проектот се инвестиција на Општина Пехчево. Ново детско игралиште ќе добие Општина Пехчево. Деновиве јавното комунално предпријатие Комуналец го расчистува просторот до градскиот плоштад, кое место со години беше запустено. Со расчистување и порамнување на теренот, новој простор ќе никне детското игралиште. Инвеститор е Општина Пехчево. Средствата се обезбедени од буџетот на општината, а изведувач на работите е фирмата Геоинк од Скопје. Проектот се спроведува на иницијатива на граѓаните, преку активно учество и донесување на одлуки на јавно ниво. Со изградбата на игралиштето, до убавиот плоштад, ќе можат да уживаат и децата и возрастните. Штип како град со најмногу фабрики за текстил се соочува со намалување на бројот на работници. Последица за намалувањето на работниците е малиот број нарачки, нереално исплатениот труд, како и заменувањето на работниците на сезонска работа во странство. Повисоки плати и нови машини. Решение за одливот на кадри во текстилството. Штип како град со најмногу конфекции се соочува со намалување на бројот на работници поради немање нарачки, нереално исплатен труд, но и заминување на кадарот за сезонско работење во странство. Сепак, очигледно е дека поради ниските плати во текстилството постои можност за недостиг од квалификувана работна сила. На долг период сигурно дека може и такво нешто да се очекува. Иако мислам дека во овој момент не е загрижувачка состојбата, но се разбира дека поради хармонизацијата на домашното законодавство со европското и со трендот на покачување на платите, ќе дојде до намалување на бројот на работниците во текстил. На прашањето за тоа дали досега реално се исплаќаа вработените во текстилната индустрија и дали воопшто можат да се надеваат на покачување на платите, надлежните коментираат. Па мора да има покачување на платите, нормално е, не само поради закон за минимална плата, и ние сме сепак европска држава. А као што ви е познато, сите држави што влегуваат во Европска унија со порасот на стандардо го затворија текстилното производство и го пренасочија надвор од државите. Кај нас според законот за работни односи и останатите закони имаме висока заштита на работничките права, но во праксата, во имплементацијата има одредени проблеми околу неплаќање на ова што видите вие прековремената работа или не исплаќање на годишните одмори и така натаму, но тоа не е правило, туку тоа се исклучува кај одредени фабрики. Ако сакаат да го стопираат одливот на работници и да се задржат на странскиот пазар, текстилните компании ќе треба да ги зголемат платите на работниците или да воведат нови автоматизирани машини, додава председателот на Сдруженијето на текстилна индустрија при Стопанската комора Ангел Димитров. Но што доколку од лон се премине во собствен производ? Дали можеби тогаш можеме да очекуваме зголемен развој на текстилната индустрија во регионот? Експертите коментираат да се оствари ова не е едноставно, односно производството на класичен производ или собствен бренд бара многу повеќе вложување од секаков аспект. Во Штип само 5 конфекции имаат собствено производство. Ланската година беше роидбена, каква што пчеларите не паметат со години. Годинава роидбениот нагон го нема, поради што од пчелните семејства се очекува повеќе мед. Но по искусните пчелари, како што е примерот со Стојче Речановски, вели мед може да се очекува само од силните пчелни семејства. Мај е месец кога пчеларите треба да се радуваат на плодовите од својот ангажман околу пчелите. Повеќето знаат дека само со силни пчелни семејства може да се добијат и солидни приноси. Стојче Речановски е искусен долгогодишен пчелар кој вели дека благата зима и релативно добрата пролет придонеле пчелните семејства да се во полн замав. Како времето затоплуваше, тие тргнаа малку по инстинктот на нивно да надокнадат она што го изгубија
И сега е добра ситуацијата. Добро се развиени, подготвени се за багремот. Само какво ќе биде времето, дали ќе дадат. И знае овде многу пати ветришта да фатат и багремот да го промашиме, едноставно да не фатат ништо. За разлика од лани кога имаше масовно роење, годинава состојбата дава за надеж дека ќе го нема или ќе го има во занемарлив број. Ланската година беше исклучително. Немаше семејство кое не влезе во роев нагон. Ние дозволивме само на едно да се изри. Работевме од сабајле до вечер, од сабајле до вечер и ние имавме приноси. Имавме приноси, 30 килограми некаде беше. Вака како што почнаа да комуницираат брзо да работат со динамика, ќе биде добро само до кога овде знаат температурите да направат сушење на нектарот и на билките и нема тогаш што да се очекува. Меѓу пчеларите, посебно помладите, постојат дилеми и разногласија околу тоа што представува силно пчелно семејство. Во овој период сега, да не велам момент на денови, веќе двата наставци треба да бидат полни со пчели. Тоа е како правило, пред багремот два наставци даваат мед со тоа што ќе се даде третиот наставок и таа пчелка ќе биде солидна. Тоа семејство дава приходи. Семејството на Речановски навреме ги заврши сите подготвителни работи за создавање на силни пчелни семејства. Сега се зависи од природата и од временските прилики. Тие веруваат дека багремот и останатите билки кои се во експанзија можат да изненадат. Во Домот на културата Ацо Шопов ќе се одржи хуманитарен етноконцерт од кој собраните средства ќе бидат наменети за лекување на штипјанецот Иван Стојанов. Во вторник 12 мај во Домот на културата Ацо Шопов ќе се одржи хуманитарен етноконцерт од кој собраните средства ќе бидат наменети за лекување на штипјанецот Иван Стојанов кој треба да отпатува во Кина. Подолго време носам оваа идеја, ќе се одржи хуманитарен концерт каде што ќе настапи културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот. Влезниците се 50 денари. Хуманитарниот концерт се реализира во соработка со Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас. Основачот и председател на Цивитас Мартин Ѓоргиев истакна дека влезниците веќе се пуштени во предпродажба, за што заинтересираните може да се информираат на интернет страницата на Сдруженијето civitas.mk. Користам приликата да ги повикам сите граѓани, сите кои може да дојдат да помогнат символично, да му помогнеме на Иван да застане на свој нозе. Сите заинтересирани за предвидениот час и половина колку што ќе трае концертот, ќе се запознаат со македонскиот фолклор, ќе имаат можност да уживаат во сплетовите од македонски ора, со кои членовите на културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот ќе им ја доловат македонската традиција. Нека хуманитарниот етноконцерт биде мотивација за и понатаму да ја покажеме нашата хуманост, да се донира со што младиот штипјанец ќе има можност што побрзо да собере уште 9000 евра кои недостасуваат за да замине на лекување во Кина. Канал Плюс телевизија е еден од покровителите на овој хуманитарен настан. Премиерно прикажана представата Свадба на учениците од Основното училиште Славчо Стоименски од Виница. Дел од собраните средства ќе бидат донирани во хуманитарни цели со поддршка на волонтерите од Црвениот крст. Откако својата премиера и дебитантско искуство во театарот првен го покажаа пред стручното жири на детскиот драмски фестивал во Кочани, младите актери и ученици од Основното училиште Славчо Стоименски синоќа своите афинитети ги покажаа и пред домашната публика. Како почетници, улогите кои ги креираше Васил Илјовски во представата Свадба ги режираа со помош на нивниот професор Даниела Ристова. Јас прво ќе истакнам дека е големо задоволство да се работи со ученици, значи тоа е бара многу труд, но кога сега заврши ова што треба, значи тогаш сваќаме и јас и тие сваќаат дека просто сме направиле многу добра работа. Па кога настапувавме во Кочани, добивме позитивни критики од комисијата, бевме задоволни, но нели секогаш се може подобро. Фидбекот со аплауз од публиката ги мотивираше учениците да го дадат максимумот и вистински да го почувствуваат традиционалниот патриархален сегмент од македонската историја. Ова е мое прво актерско искуство. Значи во оваа представа Свадба од Васил Илјовски јас играв улогата на Стефче Козарко. Од овие два настапи многу сум задоволен, но се надеваме дека наредната представа ќе бидеме уште подобри. Играв улогата на писарот во драмата Свадба од Васил Илјовски.
Ние се подготвуваме во текот на целата година и вложиме многу труд кој сега се исплати. Преполната сала синоќа беше квалитетна потврда и за хуманитарниот гест на оваа театарска група, која одлучи дел од собраните средства да ги донира во хумани цели со поддршка на волонтерите од Црвениот крст. Поради состојбата во Македонија за денеска српскиот премиер Александар Вучич закажа воредна седница на Бирото за координација на безбедносните служби на Србија. Српската влада внимателно ја следи ситуацијата во Македонија. Премиерот Вучич синоќа изјави дека неколку српски семејства и албанци избегале во Србија и наскоро се очекува нивно враќање во Македонија. Најмалку еден загината, неколку лица се исчезнати откако неколку торнада го зафатија послабо населениот земјоделски регион на американската сојузна држава Тексас. Властите ги проверуваат домовите за проценка на штетите, но тие се оттежнати поради поројните врнежи. Поранешниот председател на Турција Кенан Еврен, кој минатата година беше осуден за улога во државниот удар во 1980 година, почина вчера на 97 годишна возраст. Еврен беше на лекување во воена болница Гата од 2012 година, но неговата здравствена состојба во изминатиот период се влоши и тој беше поврзан на респиратор. Во Полска денеска се одржуваат председателски избори на кои главен фаворит е актуелниот председател Бронислав Коморовски. На изборите учествуваат вкупно 11 кандидати за избор на председател. Германскиот канцелар Ангела Меркел пристигна денеска во Москва каде ќе се сретне со рускиот председател Владимир Путин. Помошникот на рускиот председател изјави дека на средбата двајцата лидери ќе разговараат за решавање на украинскиот конфликт и билатералната соработка. Денеска се одиграа два надпревари во плей-аут фазата од првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница успешно ја заврши денешната борба против Пилистер со погодок на Ступич во 44-та минута, со што го совлада домакинот со 0:1. Нови 3 бода за Брегалница во денешниот надпревар. Вториот надпревар беше помеѓу екипите на Турново и Тетекс, каде што надпреварот заврши 2:0 за Турново. Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука за одложување на трите надпревари од плей-офот на првата лига, што требаше да се играат денес. Одлуката за одложување следи по нарушената безбедносна состојба и големите инциденти што се случија во Куманово. Надпреварите од 30-тото коло во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат во вторник. Инаку вчера при акцијата на македонските безбедносни сили во престрелка во Куманово на 27 годишна возраст загина поранешниот фудбалер на неколку домашни прволигаши Ненад Серафимовски. Македонскиот фудбал за секогаш останува да се сеќава на момчето од Вардаровите редови, кој во периодот од 2005 до 2011 година беше активен партиципиент на домашната прволигашка сцена. На двата надпревари од фудбалскиот плей-аут во првата лига, кои се одиграат денес од 16 часот и 30 минути во Прилеп и во Турново, колегите фудбалери со едноминутно молчење ги скажаа почит за Серафимовски и за останатите припадници на македонските безбедносни сили кои вчера ги оставија своите животи во Куманово. Дел од пријавените маратонци на Визер Скопскиот маратон, кој што поради настаните во Куманово беше одолжен, денеска истрчаа еден почесен круг во чест на загинатите полицајци во Куманово и испратија порака за ненасилството, безбедност и мир во Македонија. Маратонците, меѓу кои многу странци, истрчаа 9 километри, пошто со едноминутно молчење одадоа почит на загинатите македонски специјалци во кумановските борби. Организаторот на маратонот образложи дека трката морала да биде одложена поради безбедносната ситуација во државата. Женскиот ракометен клуб Вардар го освои третото место во Лигата на шампионите во Европа. Вардар ќе го потврди ланскиот пласман со победата против рускиот Динамо Синара со 28:26 во надпреварот за третото место на Final Four турнирот од Лигата на шампионите во Будимпешта. Вардар ќе успеа да се соземат по вчерашниот тежок пораз од Будуќиност во полуфиналето и да се изборат за утешното трето место на завршниот надпревар во Лигата на шампионите.
Македонскиот prvак на овој турнир беше далеко од своето најдобро издание, но сепак им донесе триумф против дебитантот на F4, екипата на Динамо Синара. Будуќност е новиот шампион на Европа. Во финалето на вториот Final Four турнирот во Лигата на шампионите во Будимпешта, екипата на Подгорица го победи Ларвик со 26-22. За будуќност, ова е трето последователно финале и втора титула во Лигата на шампионите. Претходната е освои во 2012 година, а во ланското финале загуби од Гер. По вестите од спортот ми преостанува да ви постакам пријатна неделна вечер со програмата на Канал Плюс. За овие останати информации ќе можете да прочитате на нашиот веб портал kanalplus.mk.